Викторија Степановска, добре дојде во Мајкична сцена. Добре ве најдов. Како Добре ви дојдовте вие во Народен театар Битола. Одлична представа гледав, уште сум под импресија од представата, туку што заврши август во округот Осеќ. Треба, обично после представа можам одма да почнам да правам интервју, секако некој ми треба некои 5-6 минути да ми се средат мислите. Се работи за една преубава представа која што е буквално ме потсети на стариот театар кој што некако одумира, но колку убаво изгледаше на сцена, го посакувам да го има што повеќе во позастапена форма. Што се однесува до представата, јас лично би кажал дека е премногу глумачка представа и дека сите глумци максимумот мислам дека го дадовте. Оддамна немам видено некоја представа каде што секој глумец во својот ранг и во својата категорија го дава максимумот. Ете тоа можам да кажам на прво. Благодарам на прекрасните зборови. Ние исто така се чувствуваме супер, одлично кога играме и многу сум среќна што добиваме баш вакви коментари од публиката која што до сега ја проследила. Се надевам дека ќе има долг век представата, дека ќе ја видат многу луѓе и дека еве вака ќе имаме баш многу теми за разговор, вакви позитивни. Ја спремавте представата лето беше, така? Да. Имавме премиера на 30 јули, што значи голем дел од летото. Поминавме овде. Меѓутоа ние навикнати сме, некако Битолски театар работи по цело лето секогаш, имаме месец дена одмор. И убаво ние во театар, убав процес поминавме, се дружевме, супер, значи со Драгана Милошевска Попов е режисер на представата, имавме супер соработка, така што летово убаво ни помина. Морам да ја поздравам Драгана, кога ја гледам представата, делува како некој странски режисер, не знам од Америка да е дојден па да ја режира представата. Значи си имаме и ние тука добри режисери. Навистина во Македонија имаме глумци до перфекција, режисери добри, но еве можам да кажам дека во последно време баш и младите режисери доаѓаат вака до израз кога една представа е идеална, тогаш и режисерот и глумците сигурно имаат голем придонес во сето тоа. Многу ликовите се случува се во едно семејство, погреб на еден од членовите, но останатите животи секој посебно си го кажува на свој начин. Воопшто нема блискост. Се работи за три сестри, фамилијата, меѓу фамилијата секој со секого некако се мрази и се сака, така интересни случаи кои што не се вообичаени можеби за нашите простори, но за америчките простори мислам дека повообичаено е да се случува. Па некако секој си живее во свој свет и не би рекла баш дека не се вообичаени за овде. Не знам, некако напротив мислам дека ова што се случуваше вечерва на сцена може да се случи секогаш и секаде и поради тоа е толку интересно и актуелно и мислам дека тоа е причина плюс што на публиката значи баш и легна оваа представа. Да, нема блискост. Јас уште во процесот реков мислам дека не се работи за нељубов помеѓу тие луѓе, туку толку се различни, толку има гнилост во тоа семејство што некако нема назад. За жал. Па твојот лик мислам дека е она шокантното нешто што се случува. Ти одиш со братучетот, со прв братучет, во љубовна врска сте. И некако додека се прилагодивме, дека вие и знаејќи тоа го правите, на крај да се дознае дека всушност сте брат и сестра. Да, потресно е целото тоа, мислам, потресна е целата приказна. Во првиот момент кога го прочитав текстот, ова беше токму тоа што сакав да го играм и некако не знам Драгана како да ми ги прочита мислите или некако се најдовме веројатно на иста бранова должина. Јас го гледам како еден многу потресен момент, макар што секој лик си има своја страшна приказна и сите се многу податливи за игра, сите се многу длабоки, сите се многу си имаат своји шокантни моменти и мислам навистина беше задоволство да се копа во секој еден од нив. 2019 предобра година за Битолски театар, впрочем и како изминатите неколку години правите ремек дела од представи. Секој е
посебен диамант. Не знам дали можете да издвоите некоја сите се различни, има и многу модерни представи, но има и вакви класични представи, секој е диамант на свој начин. Што тебе лично ти е најдраго од ова последниве години што си го одиграла или можеби не си го одиграла, а си го гледала Битолски театар? Не би можела навистина да издвојам, затоа што имавме прилика да работиме со врвни режисери, одлични текстови, представите се изборуваат сами за себе, публиката некако ни се враќа. Годинава, победивме и на Чернодрински, ако тоа нешто значи. Сигурно така значи. Така. Секој, знаеш како, секој сака да го добија, а ако не го добие, не значи. Ако... Велам ако нешто значи, затоа што и таму некако работите беа измешани претходно, меѓутоа, мислам дека баш заслужено добивме таа награда и тоа е еден од бисерите, Бакхи, зборувам за Бакхи, ова сегашнава, детето со онова претходна представа која што не играв, меѓутоа навистина беше задоволство да се проследи, тоа се трите премиери, мислам, да, кои што имавме, публиката имаше прилика да ги види годинава, сега ни се подготвуваат уште две нови и ќе имаме уште една до крај, така што работиме турбо. Работиме посветено, како што кажав, соработниците, односно режисерите кои што доаѓаат се врвни и резултатите се неминовни, мислам. И Битолскиот театар е единствен театар кој што си ги чува и си ги негува своите представи. Представи од пред некоја година може да се најдат на репертоарот после некоја година, што вообичаено не се случува ни во МНТ, ни во Драмски театар. Обично векот на представите им е краток, затоа што доаѓаат нови представи, па така се некако мора да отпаднат некои од представите кои што се преквалитетни, но Битолски театар мислам дека тука успешно ги чува и тие постарите представи колку што е можно. Така, жонглираат добро и во еден момент имавме, мислам, 17 представи на репертоар, што е огромна бројка. Во овој момент не сум сигурна колку играме, меѓутоа оно што можам да го кажам со сигурност е дека сите што се играат, како што кажав, посветено, работени се барем најголемиот дел од нив со многу љубов, со многу верба и токму поради тоа обстануваат, токму поради тоа публиката ги сака и токму поради тоа и ние самите си ги сакаме. Да сте ми живи и здрави, да имате преубави представи. Благодарам. По дома како сте се ви? Супер, фала. Супер сме, да. Се како што треба. Младите растат. Да, прваче. Ако, нека е живо и здраво. Фала. Поздрав, се надам дека наскоро време за кратко ќе се снимаме повторно. Се надевам. Битолчани, вие сте неуморни, работите нон-стоп. Фала ти на посетата и те очекуваме следно повторно да ни дојдеш. Фала. Чао. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Добре оде во магична сцена за Јулијана Вирчевска и Петар Горко и двајцата одлични актери во целокупниот нивен професионален живот, но можам денеска да кажам дека се надмина скоро сите актери кои што ги познавам, им ги следам нивните кариери, она што го направите во август во округот Осеч, ме оставивте, не знам, без див, шокиран сум, едноставно не знам, Петар Горко ми е братучет и тој ме известува за се она што се случува во театарот, во Битолски театар посебно, и ми вика, ова представа тебе ќе се свиѓа сигурно, викам, ајде видам. Знаеш, знаев дека е добра, но некако не знам, имав премногу обврски денеска, премногу работа и викам, ајде ќе видам сега како ќе биде, што ќе биде, и полека, како што тече представата, викам, ова не да ми се свиѓа. И тоа 2 часа представа, во еден здив ја изгледав. Можам да кажам, ви честитам и ви се поклонувам вака
она што го направивте. Целокупниот ансамбл е до совршен со представа, посебно представа која што глумачки ви истакнува сите. Јуле, можам да кажам дека ти брилираш. Еве така можам тоа да кажам. Благодарам, многу ви значи. Многу ти благодарам. А кажете ми како оди еве представата кога почнувате да ја спремате и дали кога го добиваш ликот си го читаш и си мислиш ова знам да го направам и мислам дека ќе го направам и до крај колку сте свесни како оди сето тоа, дали знаете вечер, дали знаете дека ти беше брилјантна на пример, дали знаеш тоа, не? Јас знам едноставно само тогаш кога уживам навистина и кога чувствувам фидбек, односно кога чувствувам дека публиката дише со мене и тогаш се чувствувам добро и тогаш давам уште повеќе од себе. Буквално кога ќе имам ликови од кои на прва ќе ми бидат некако јасни, не ми се предизвик. А кога ќе добиаме некој ваков лик кој апсолутно не знам дали да го приближам до себе, дали да го оттргнам од себе за да го разберам. Едноставно целиот текст, да не знаеш во кој момент на која страна да бидеш, дали да чувствуваш, дали да сочувствуваш, дали да мразиш, дали да сакаш. Едноставно, навистина голем предизвик. Голем предизвик беше цел овој процес, текот на работата, на градењето на ликот, работата со Драгана, со колегите, разговорите и така натаму беше едноставно големо исполнување. Ме интересира дали колегите, ти си мажена и за колега кој што игра и во представата, дали и останатите кога завршува процесот и кога излегувате на представа и си кажувате леле, ова ти беше стварно до завршено. Не знам како оди тоа дружењето после представа и искрени реакции, искрени емоции од колегите кон останатите колеги. Ај, се кажете за ова. Сега едноставно, често тоа беше застапено порано, сега не толку многу, така околностите се менуваат. Искрено сега доаѓаме весели и расположени. Пепи Мирчевски чести за 11 октомври. Наградата, така да честитки за Пепи за навистина највисоката награда во држава. Не знам за тоа, но знам едно нешто, дека оваа представа ми направи голем кеф, затоа што јас сум љубител на драмски улоги, на карактери, а посебно морам да се заблагодарам на Јуле. Тоа го направив во сите мои интервјуа досега, ќе го кажам и овде во Магична сцена. Значи сум преблагодарен затоа што ова представа мене многу ми значи, затоа што со неја прославив 30 години театарско постоење, живење на сцената. И јас бев партнерка. А таа беше партнерката од која тргна инспирациите да направам многу нешта по повод мојата 30 годишнина. Така што соработката со Јуле е после многу години после браќа Карамазови на Дејан Пројковски. Меѓутоа сега сме веќе и двајцата изградени многу повисоко, како да кажам, значи како актери, како луѓе зрели, со фамилии, се познаваме подобро, едноставно вака треба да течат работата со партнерите. Ние пробуваме нон-стоп, повторуваме текст нон-стоп, ги повторуваме сцените пред секоја представа. Ние не запираме пред да стигнеме на сцена. Така што овој начин е сигурно вистинскиот начин за младите актери, еве како совет, дека само проба, затоа што она што праша, никогаш не знаеме што ќе биде. Секогаш новата улога е од нула за нас. Вие сте сопружници во представата, ти толку многу ја сакаш Јулија, ја вараш со некоја млада таму студентка. Безобраз, никако. Да, никако. Па јас би се навратила, јас би одговорила и на она претходно прашање. Не, апсолутно. Значи има колеги со кои разговараме, со кои може да се разговара, како со Петар Горко. И тоа мислам дека се гледа и на сцена, значи секоја чест на колегите од кои можеме да украдеме искуство и да украдеме еден начин на работа и една топлина и едноставно живење на ликовите не само на сцената и надвор од сцената. А тоа што се случува на сцената, да, тоа не можам да му го опростам никако. Да, многу шокантни се сите ситуации. Секоја приказа за себе е многу убава и поврзани се сите. И до идеалност мислам дека е се направено убаво. И филм имаше, филмувана е театарска представа и театарска представа и на Бродвеј, на многу театарски сцени е поставена, да, и во моментов се игра. И на Балканот се игра, и во Лондон се игра, и во Америка. И многу интересно што текстов личи како Артур Милер да го има напишано, например, а и 2007 напишано Трейси Лејц, кој е исто еден одличен актер во Чикаго. Има Пулицерова награда. Има Пулицерова награда.
Значи, секоја му чест на ова задоволство што ни го приушти како актери да можеме да го донесеме, за да биде задоволна и стрекна и публиката што не гледа. Јуле, ти мислам дека ова што вечерва го направи, ќе го памтам до крај на животот. Ова твое ремек дело, ова е стварно до совршенство направено. Ова ти не треба да земиш Војно Чернодрински за главна женска улога, треба не знам на некој интернационален фестивал да земиш. Тотално се сложува. Многу ти благодарам, навистина многу ми значи кога ќе слушнам убави зборови за мојата работа, особено кога ќе се случи ваков лик кој со кој навистина живеев и кој навистина го сакам, доаѓам со радост да ја играм оваа представа. Текстот е потресен и е навистина, мислам дека не останува никој рамнодушен. Ова не е нешто што се случува таму некаде далеку на некое семејство и пак ќе се надоврзам на едно претходно прашање. Лицемерието, лагите се нешто што го живееме секојдневно, особено кај нас. Ако сакаме да тргнеме од Република Македонија, од институцијава, од нашиве пријатели и така натаму. И се надевам дека ваквите текстови, ваквите приказни ќе вратат публиката во театар и дека сите ќе научиме барем нешто од овој текст. Јас она што би сакала да го научиме сите ние да станеме подобри луѓе, а не да бараме начин да живееме подобро врз грбот на другите. Представата беше преполна, публиката беше до последно столче. Колку изведби има до сега? 7 или 8. Дај Боже да има 800. Да се надеваме, да. Сите во публиката, значи цело време кога и заврши представата, малце шокирани се сите од текот на представата и од текстот на представата и од актерската глума, но мислам дека сите ќе им треба 1-2 дена да се свестат што се им се случуваше на денешната представа. Имавте, како што викаште, јубилеј, имаш 30 години театар. Колку е убаво така, 30 години да знаеш дека си направил, си стигнал се во театарот, од не само од награди, него преубави улоги, главни улоги, некои чудни улоги кои што на никој глумец или ретко на кој може да му се случат. Актер, ти па си голем љубител на убавото, па имаш направено сите актерки што ти биле партнерки на сцена, ги имаш со клипчиња направено. Нешто преубаво. Пеце е па уметник во душата, така да знам дека што и да фати, дали да пее, дали да слика, дали графики да прави, дали било што да го направи, тој до совршенство сака да го направи, така и од душа го прави и знам дека посебна слава сте му женскиот дел од екипата, така што мислам дека тука ви е на располагање за било што да ви треба и знам дека секоја колешка сака да издигне до пиедестал и она навистина кога сте двајцата на сцена. Ќе кажам, секогаш ми било големо задоволство кога играме заедно во представа, а особено кога сме директни партнери. Она што сакам да кажам дека и сам си го прослави таа годишнина некако од твоите 30 години и на Facebook активни даваш делови од представите, цели представи. Значи, одлучив, кога сме вика кај тие прашања и Јулето ги спомна и лицемеријата и сите работи што се случуваат, значи има некакви позадини кои лично не сакам ни да ги потенцирам, меѓутоа нешто мора да се каже, а тоа е дека на пример на страницата на театарот мој, каде што славам 30 години, во кои сите 30 години ги одиграв, освен првата представа во Маната, Мизантроп, 89-та, нема напишано еден збор, нема објавено на едно моје интервју. Меѓутоа, јас ја зедов работата во своја рака, станав свој пиар, како и секогаш, така да јас сум дојден сам на овој свет, сам сум влезен, значи немам ни мајка ни татко глумици овде да ми помагаат, значи никогаш нити сум имал. Сум ја имал таа срекна околност да изиграм лепезана, квалитетни улоги во време кога немало друг. Веројатно ако имало друг, јас ке сум бил заташкуван, не знам, значи тоа е минато завршено време, благодарен сум на мојот битолски театар за сиве овие години што сум успел да ги добијам тие улоги, да ги одиграм, а за резултатите и ова за сето тоа сум заслужен секако јас заедно со режисерите и со своите колеги. Да не зборувам за партнерките, јас сум така познат по тие љубовни улоги кои што сум ги изиграл во животов. Така идејата беше малку поинако, меѓутоа во разговор со Јуле дојдовме до таа идеја затоа што преубави слики ни направи од оваа представа и тргнавме дека тоа треба да биде
најубавата македонска за мене, најдобриот поет Петрем Андреевски и најубавата песна негово Умилкување, да биде дел од приказната за спојувањето на сите мои досегашни партнерки и секако благодарноста до нив и до мојата сопруга Жане, поради кое што ако не беше таа таква каква што е, јас немаше да бидам ова што сум. Васко Мавровски е твојот сопруг, исто беше дел од екипата, на крај и вие завршувате, така завршува представата. Како е да се живее со, кажува дека секако поддршката, Жане не е глумица, но поддршката мора да е за да се одигра професионално како што треба. А како е кога двајцата се актери, кога двајцата се од ист ансамбл? Како оди таа поддршка и колку е тоа неминовно за да може да успееш да брилираш во оваа представа? Навистина некогаш е напорно во смисла дека ние просто не престануваме да разговараме за театар. Значи пред неколку дена заврши Битолино. Бевме во подготовки за интернационалниот детски театарски фестивал Битолино. Разговараме за детски театарски представи, разговараме за представите овде. Го повторуваме текстот дома, доаѓаме овде заедно. Ги навлековме и децата на театар. Од една страна, понекогаш забораваме дека има и други луѓе од еден друг свет и, например, кога ќе се видам со пријателите кои не се занимаваат со театар, навистина имам што да слушнам и што да споделам. А од друга страна, навистина реткост е да се погоди партнер како Жане, кој не ја познава оваа професија, и при тоа да имаш максимална поддршка. Например, ова доцна останување и така натаму, додека ме чека мојот сопруг и знае што, мислам, како да кажам, ми вели оди, пробај, работи, дава простор и дома кога треба да седнам, да земам здив, да го научам текстот, да размислувам едноставно за она што го работам, бидејќи ова не е работа која престанува после проба. Ова нешто се живее. Така да, од една страна е напорно затоа што сме постојано е театарот центар на нашите збиднувања, а од друга страна е прекрасно затоа што заедно растеме и како луѓе и како актери и се поддржуваме. Тој ми е најголемиот критичар и најголемиот критичар кој најмногу ми значи, најискрен критичар. И секоја негова критика мене ме прави да бидам подобра. И како Јуле сега во следната представа ќе бидеш толку добра колку оваа представа? Ќе дадам се од себе. Ќе дадам се од себе. Како е тоа, се бриши емоцијата од претходната представа и доаѓаат нови емоции? Па не знам како да објаснам, но пак добивам и во следната представа имам еден исто многу интересен лик, пак се работи за да ќе упаднам партнери се со својот сопруг се. Да, и таму играме точно. Таму со леснотија. Да. Па не знам баш. Сопруг и сопруга кои исто се разведуваат, се караат, се расправаат и така натаму. Инаку тоа е представата Аудиција, го играм таму ликот на Олга Пухова, тоа е лик со кој дипломирав. И сега после 20 години, се враќам на тоа и сега како би го одиграла, сега имам многу повеќе идеи. И нормално, нели, тогаш работевме како студенти без костими и така натаму, сега бидејќи ја режира представата Благој, очекувам дека ќе биде комплетно едно дело и се радувам, едноставно се радувам на секој нов лик. Се радувам и јас за вас дека сте среќни, дека сте весели. Кога е среќен човекот, да знаете дека тоа се приметува и на професионален план. Ви благодарам на 20-та, ви посакувам тебе 50, ти посакувам 50 годишнина, вака да прославиме некоја грандиозна. Јуле, едва чекам да дојде следна представа да видам како ќе направите. Се надам дека ќе ремек дело како и вечерашната. Да се надевам. Благодариме Магична сцена, благодариме Ацо. Ве поддржувам, знаете тоа секако. Апсолутно и секогаш да ни доаѓате на сите изvedби. Се гледам.